Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Мintins, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денешните гости се луѓе кои оставиле трајни вредности на македонската сцена. А ние ќе разговараме за трајните вредности од аспект на тоа што тие содржат. Дали тие се одлика само на луѓето од другото време, а оние денешниве се некако повеќе за инстант популарност и инстант внимание. Дали луѓето кои се креатори на трајните вредности се совршени професионалци, имаат надприродни моќи или напротив, нивната сила е во нивната автентичност, а тие успеваат своите недостатоци да ги претворат во свои предности, а своите фалинки да ги претворат во совршена моќ. Ке зборуваме и за тоа што кога ќе ја добиеш титулата за трајни вредности. Дали тоа значи дека од сега натаму треба да си ќутиш и да си траеш или напротив, дека со добивањето на оваа титула треба сега да ја уживаш целата вредност и да ги уживаш сите привилегии. А ќе поставам прашање и дали за да ја добиеш титулата трајни вредности треба да имаш доволно години или пак доволно успеси. Денеска сум во стварно високо друштво. Еве ги моите гости. Тој е единица мерка за хумор и позитивна енергија. Само што ќе го видите, веднаш ви се подобрува расположението. Од неодамна е носител на медал за заслуги, а годинава се точно 30 години од почетокот на К15. Тој е новинар, музичар, сопруг, татко, свекор, дедо и понајново пензионер. Љупчо Бубо Каров. Таа ја има титулата ракометарка на деценијата и е најдобриот десен бек во историјата на македонскиот ракомет. Страв и трепет на теренот, а мудрост и стратегија покрај теренот. Оваа година се точно 30 години откако во 94-та почна да игра ракомет во Македонија. Индира Кастратовиќ. Тој е начело на манифестација која веќе 27 години наградува, засмејува, расположува, вреднува, поттикнува патриотизам, буди емоции, расплакува, разигрува и потврдува. Имаме луѓе кои навистина вредат во Македонија. Ранко Петровиќ. Таа е прва мис на Македонија и со таа титула веќе 28 години останува забележана во поновата историја на нашата земја. Плени со својата убавина, доминира со својата висина, освојува со својата автентичност и неповторливост. Вера Мештеровиќ. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Добро те најдовме. Најавите таман погодени? Одлично. Ова годините што ги спомнував, тоа е само додадена вредност. То сакав да кажам години. Кај спомнуваш цело време. Даваш на значење годините. Тежина. На тежината, овдека малце да има тежина. Да нема префрламе све на. Беше емисијава пред 30 години, ќе беше кратко јасно. Кои талентирани ракометари, нови Ако сакаме да добиеме комплетна тежина, онда кажи и килажата му. Само за висина се збореше. Си ја каже Бубо сам после. Да. Не крием ја ништо, ја 118 килограми, зошто да крием? Точно. Добро. На гладно или на најаден? Било како, 118 и не да чувам повеќе некој нешто да спомнал, тешко не му. Така, добро. Сега, значи, вие сте во овој состав, затоа што сте поприлично ненормални. Ненормална си какви голови даваш. Позитивна, добро. Ти си ненормален каква манифестација правиш. Ти си ненормален Јас сум по дефолт ненормален. Ти си ненормален колку не засмејуваш, а ти, бога ми, си ненормални колку си висока и колку си убав. Така. Го прифаќате овој комплимент? Го прифаќаме. Така, сега почнувам така, затоа што нели обично викаат дека нели малку се поненормални ваквите луѓе кои што имаат трајни вредности. Па кога ќе ги видат во живо им викаат ти си бил многу нормален. Или на пример многу си послаб во живо, многу си поубав во живо. Многу по-бавно збориш во живо, Ранко. Што ти викаат тебе, ајде? Кога ќе те видат во живо?
Ништо, мислам, генерално, вика, ти си Горан Пандев, ја викам, да. Слични сме, вака изгледа, викам, нормален човек од Струмица, да се гледа у свет што успел. Обично тоа во тренерки, пред утакмица некоја што ме препознае и така, после сваќа дека ја покленпави уши и дека нешто друго правам, а обично пред 10 години се уште не ме препознаваа толку многу, не бев така некако. И те знам од негде и не те знам, зашто обично на Злата Буамара, дали си во Делово, сако слично, од кај си ми познат, многу лошо пороаѓав кај овие инспектори од полиција, дечко од негде си ми познат. Тоа е лошо. Викам од Црна хроника, пратиш ли ситуација, пратам. Вика, па така да 2-3 пати си јам извлечено, а таман си зарадува, го фативме. Па после ќе кажам кое што е, вика и ќе гледаме, гледајте, викам и театар, и музика, и концерти, и Златна Бубамара, и ќе ви биде полесно. Ама кога ќе минатата дојде? година многу се смеевме, бевме во, не знам, во Крушево и седам ја на терасата да се среди и обично во тоа време има многу од овие полицајци што се 6-та управа, бидејќи има важни министри, гости и слично све. И јас си седам најопуштено на тераса, чекам жена ми да го спие малово, горе у соба. И си седам со еден, со втор, нели, од една страна, и еден се поздравува со некој од министри или од тие таму од протокол што се. И овие вика, тебе вика, кај стана, овие вика, сега таман со Горан Пандев ке се слика. Добро, Се жалеле кај министерот. Добро, Викам, добро се спасиле. Па ја Ранко го викнав, али Горан Пандев го доби. Да, Добро е, подобро. да. 2-1. А не може само еден шампион на Европа, имаме и друг, нели? Добро, Индира, тебе Колешки што ти? здраво. Што ти викаат кога ќе те сретнат во жив? Има ли ваков некој коментар или да ти го сгрешат името? Не ми го грешат името, ама вака ќе ме прашат. Ти ли си, ти беше Индира, ја викам, уште сум. Јас. Така, луѓето и дека сум позитивна, дека сум насмејана, дека сум поинаква на надвор од терен. Знаете, на телевизија едно е, а друго, ово што кажа ти, леле, па поубава изгледаш уживо него на телевизија. Секогаш знаат што треба да кажат и како треба да кажат луѓето, али и у секој случај е многу убаво. Кога ќе не познаат луѓе и кога ќе почнеме да правиме муабет. Добро, одлично. Ајде, Бубо. Тебе кога ќе те сретнат во живо, ти викаат ли? Со многу луѓе ме мешаат и така да почнеш кое име да го викне некој, јас се вртам да не е за мене. Една вечер на Бродвеј баш бевме на театар на представа и седам и некој таму од позади вика Антонио. Се вртам овака, го гледам Шејкин Онил и овој како се викаше овој, го заборив. Му позади ми баш пари, куќе го правеше. Майкл Џордан. Да, седат двајцата. И овој ме помошал, вика, и овој му вика, абе не, тоа Антонио Цацко е. Му вика Майкл Џордан на Шејкин Онил. Леле ме го помеша со Антонио Бандерас. Човече, вика. Извини, Антонио. Да, научен сум и прија да ти кажам, без разлика се, дали те мешаат со... Обично исто Джек Николсон ме мешаат. Добро е што од кога ќе позаемиш пари, се уште се сеќаваат на тебе. Да, човекот врати, си ги врати. И јас слушам дека врати. И до ден денес ми е благодарен, вика, да не беше ти, ја до ден денес у станче живееш на шести спрат. Да. А на куќа на отварање те викнале? Како не? До Сабајле терафе у Бардовци. Добро, ајде. Не у Бардовци, у Беверли Хилз, јас ги мешам. Дивајте се на Б. Тоа е добро. Ке додадеш нешто Антонио Бандерас или не? Антонио Бандерас се посоветува со мене кога сакаше да се жени со... Викам, искрено сега да ви кажам, малку еден пријател, рекол, немој бе, таа не е домачинка. И ме послуша човек. Пробен брак веќе с месеци, едно Сабајле ми дзони малку цугнал. И слушам позади свират македонски песни, пеат Јованке, викат, Цацко, фала ти многу, си ме спасил, човече, ако треба цел живот ерген ќе одам. И јас му викам, а ти ја знаеш ли бе таа ерген одев поарно ми беше, се оженив и ко почнав да му кажам што се може да те нападне од кој ќе се ожениш. Добро. Ајде, Верџе, ти ке ми кажеш во живо што ти викаат? И стварно си многу висока или што ти викаат? Да? Вика, па на телевизија, вика, па помала изгледаш, вика, вака, многу висока, обично и со девојче ми се обраќаат, викам, кој е девојче, мајка
мајка на 2 деца. Веќе не сум девојче, меѓутоа да, и дека ете сум како Индира што кажа дека сум позитивна, насмејана, дека им делувам некој пат можеби така по дигнато на телевизија, дека всушност сум многу нормална, вика ти си била многу. Па века по-нормална, вика здравие. Па така да е интересно како и да е година, мислам некој ќе ве препознаат и кога сака да ве поздрава, да се сликаат со вас, да споделат нешто, чисто пати знаат и проблем да споделат, да побараат помош, да. Не знам што луѓето сака да ми се отварат и ми раскажуваат се што меѓутоа борат. Добро, и види каква енергија има. Сега, дали трајната вредност ја носи позицијата, односно функцијата која што ја имате, или тоа е дел од личноста? Значи, тебе ќе те прашам, Индира, значи дали поголема вредност имаше кога беше играч или кога беше тренер? Како играч. Како играч? Да. Да. Пошто кај нас у спортот вредноста е у суштина резултат. И успесите, самите успеси, а мислам дека како играч поголема вредност има. Затоа што кај нас у Македонија сите сме селектори, сите сме тренери, сите сме најголеми стручњаци. Така, ке каже Горан Пандев, ќе се сложи со мене сигурно дека имаме тој проблем, не знам. Така е у спортот кај нас, не знам дали и у другите. Ќе кажат. Да, али ипак како мислам дека како играч. Значи сепак позицијата ја носи таа вредност. Апсолутно. Успесите и ја мислам така. Така, добро. Така е обично кога си играч, секогаш луѓето се водушуваат на твоите голови, на резултати, слично и како комуницира и како се водушевува и тренерот од твојата работа и селекторот, нормално и публиката. Но веќе кога ќе дојде човек во поодминати години, во спортски поодминати години, тогаш го гледаат и како можен селектор, тренер, председател на ФФМ. Има право Горан Пандев. Ја истиот мовет го имам правено со Ранко Петрович. И он ми вика, слушај, да ти кажа че неверојатно, знаеш како тече ова Бубамара, се добива на популарност, најверојатно вика за 5-6 години вика че добијаме ја трајна награда Бубамара за трајни вредности. Па бога ми сите Среќа имаат. моја ме повика и одлично беше тоа и песната за Игор. Мислам стварно човек вреди после толку години работа, труд, нели? Мислам и водушување на сите европски стадиони, на крај да дојдеш во Борис Трајковски во спортска сала што не се игра фудбал да ти аплодираат и да плескат. Подвоена личност Тоа имам што за на крај мене. влегуваш. Добро. Ајде, кој повеќе вреди, значи, Цацко Конопишки или Љупко Бубокаров? Па со оглед на тоа по Бубокаров уште ништо нема крстено, освен внук ми, кој што се вика Љупчо Бубокаров. Значи јас цел живот размислував како да си го додадам, пошто никој не ме вика Љупчо. И се случувало од дома на телефон да ме бара некој, која беа обичните телефони, овие фиксите, и обично таткови, он беше стално телефонот беше до него. Стално ми каже, дечко, грешка нема тука таков и го затвара телефонот. А внук ми кога се роди, го крстија Љупчо Бубокаров. Така да он нема потреба да размислува дали ќе си го додае тоа Бубо или не. А ја од која ми го ставија таму името више не размишлам. Значи, една жива институција на која што и се радуеш со самото раѓање, која го носи твоето име, поголемо значење и поголема гордост од тоа нема. Инаку, Цацко и оне више од пред некое време овеко вечер, на моје многу пријатно изненадување ми се јавија од Конопиште. Цацко е нели од Конопиште, Цацко Конопишки. У Конопиште има едни природни скулптури, ги викаат цуцки. И има таму некое значење, јас препорачувам на сите, ако одат во тој дел, дури наменски да отидат таму и да го видат тој феномен. Таму сега има и домаќини кои што се грижи за тоа. И ме праша дали може да ги крстиме Цацкови цуцки. Цацкови цуцки. И после некое време ми ги пуштија таблите што ги направиле, едната у Кавадарски што пише 32 километра, Цацкови цуцки, и другата е на самото место. Така да
А кој доби медал за заслуги? Цацко Конопишки или доби Љупчо Бубокаров? Љупчо Бубокаров доби, ама најмногу заслужен за тоа беше Цацко Конопишки. Ама, кога сме кај муабетот, Цацко... Знам што се кажеш да ме праш. Што би сакал јас да се крсти по мене, така? Сакам да кажам дека имаше еден скеч во кој што, сега дали му беше ликот Цацко или не, меѓутоа си ја предвиде својата судбина. Кога кажа? Кога дошол Тито во Кавадарци, така ли? И вика, дај Јованка, вади медаљата. И му потекле солзи на Тито, така Да, ли? точно. значи- Токму тоа го кажав и на доделувањето на кога ги добивме медалите заедно со Бранко Васко и другите што беа по тој повод наградувани. Кажав дека другите можеби се многу возбудени за тоа што им се случило. Викам, јас 57 година Тито беше дојден у Кавадарци, кога ме виде дека, кога ме сретна таму, му кажа на генералот, кочи мајсторот и кочницата и ручната во исто време, Јованка че се утепаше за малку едвај, а додржа. И вика, Јованке, ова знаеш ли кој е? Прво ме праша, Цацко, ти ли си, бе? Му кажав, јас сум, бе, друже Тито. Шо преше? Ништо си живеам у Кавадарци. Вика, Јованка, овој човек, знаеш ли колку е значаен, сега да не го должам тоа, веројатно сите го имаат гледано скечот. Дај, молим те, вика, ние го заборавивме овој човек. Дај една медаља да му закачиме, он е многу заслужен, ми закачи една медаља. Кога ме види како ми стои, почна да плаче, вика, Јованке, гледај шо убаво му стои, дај уште една да му закачиме и викам, така да ова сега медалот од председателот мену е више трети. Така е. Така е, да. Не сум толку возбуден, иако ми е многу драго, нормално. Така, добро. Значи има медал за заслуги, има и златна бубамара, има значи лента мисица. Каква златна буба, Ранко, ја имам најмногу златни бубамари. Да, има златни бубамари. Сакам да кажам да ги набројам, значи имаме лента мис и круна, имаме многу медали, така ли, Златна и бубамара. признани, златна бубамара. Ти бе, Ране, ништо немаш. Ја ништо, ама ја доделувам, баце, не можам во исто време све да правам, сега и да земам и и на да него да давам. му дадеме Сега све медал. за давање се. Па не може он е и да заслужи човек, не може вака сега. Он е и продуцент на манифестацијата, он е и академија, он е и доделува, па дури мислам нека и ноќе он ги прави тие ги стругат. Бубамарчињата One од man show. Гравирам текстот за Све да си направи, он да види бубамаркат. Тогаш, значи, да не прашувам Има кој време, гре. кога ќе се пензионирам, може некој ќе каже, Некој ќе нели да каже. се среди, да. Ја не знам како до сега него викнале на овие политичките дебатни емисии како експерт за трајни вредности. За ова зона. Па еве сега го викам како За експерт. годишен- Мислам дека оние воведе таа награда трајни вредности, пред бубамарата не постоеш. Мислам дека не постоеше како така. Па не знам, од кога ја воведовме Бубамара, од тогаш постоја. Предходно што било, не се сеќавам. Пред Да видам. бубамарата нема Многу друго. млад Значи, беше. Предходно не се сеќавам и јас да имало Немало. така за трајни вредности, имаше оно за животно дело. Да, ама Да, и Тоа е друго. ние кога бевме млади малку со посмев гледавме на сите овие награди, а сега ни се прави кејф кој така, Губе сега, зашто има најмногу Си замисли златни нешто. Бубамари добиено Да, и веќе е пред пензија, он Пише, не знам кој се ми нема честито. и со кого се немам Се ги гуши. све име се прави, нели? И Не, мора да знаеш кој не ти честита. За медалот за заслуги. не, Сигурно имам. знаеш. Па, Кој не види, ти честита? Види, преска реков дека знаеш, кога сме помлади, не размишляме многу за тие за награди, признанија ни. Баш кога ние у К15 првите 5-6 години бевме толку разработени и затворени на работа, ние појма немавме надвор што се случува. Нас една прилика Горан Стефановски дојде и ги нашол канцелариите и звони некој на звонче, тогаш бев во една гарсонјера до универзална сала тука. Отварам, гледам Горан Стефановски на врата. Здраво. Му викам, да не си грешка неш, бараш некој стан? Не бе кај вас дојдо. Ајде, бујрам, влезу натре. И се знаевме од предходно сме пријатели. Вика, знаете ли зошто дојдов јас кај вас? Дојдов да ви кажам дека вие појма немате колку сте популарни надвор. Колку ве сакаат луѓето, колку ве знаат, колку ве цитираат, колку зборат за вас. И ние мислевме не зеза.
Вика, вие овака беа вика своевремено Битлси до првото појавување кога се појавија у јавност. И навистина кога почнавме да излегуваме почесто у јавност, више тоа беше имаше страшно хаотични ситуации. Так. Кажа една реченица Бубо, значи рече дека не бевме свесни. Вика дека токму тоа го имаат тие луѓе кои што создаваат трајни вредности, они не се свесни за својата големина, односно се посветени на работата и дали е така, Индира? На нас ни се случи 97 така. у прошлиот век. Така? Кој се сеќава? Кога отидовме на светското првенство во Германија, прв пат Македонија како самостојна држава у колективен спорт, кажувам, отиде на едно големо такмичење. И сите ни се јавува, вика, вие не знаете што направивте. Луѓето не одат дома, сите седат. Застанува све во Скопје кога вие играте. Ние викаме, доаѓа, јас со Вале Радулевиќ у соба и доаѓаат билтени, доаѓаат и јас у тој момент сум најдобар стрелец. И вика, Вале, најдобар си стрелец. Нема везе, ке одиме ние дома. Не знаевме дека ќе продолжиме дале. Кога продолживме дале, све беше така како во некоја шок. Транс, да. Не знам, у транс бевме, што вика Бубо, не си свестен. Ние кога дојдевме во Македонија од Германија, тогаш уствари бевме свесни кога луѓето не причека на плоштад, кога сите тако еуфорично беше да тогаш уствари почнавме да бидеме свесни на нашиот успех што направивме. Сега јасно ли ви е зошто Илиевски која од своите четврто место кога кој рече леле што направивме? Тогаш стана свесен што направивме. Така е, До така. тогаш беа у транс, игра, трча, се бореа за секоја топка и се одеднаш се свесени и сега балкански е после тоа да биде леле што не буде. Леле, ами прво место кој сме што ќе прави. Мојот сопруг знаеше да каже тебе некој да те праша на надпревар. Како се викаш ти у моментот нема да знаеш која си, затоа што кога судија ќе даде знакот, ние више сме влезени во самата утакмица, така да никој не размислува кога ќе ме прашат, знаеш колку голови имаш дадено? Појма не. Ти си тераш, да. Ме прашуваат Шрауба, си вежбала за тоа? Вежбала, па сега пак да одам да ја повторам, нема теоретски шанси, ама така моментот беше. Така. Импровизацијата е уште една. Таа Шрауба беше човек. Така. Тоа ќе остане за век и веков. Да, тоа беше у овој век. Така, беше овој век. Импровизацијата, значи е уште еден квалитет кој што го поседуваат луѓето кои што создаваат трајни вредности, меѓутоа во моментот точно знаат нели да направат импровизација, односно нели не го увежбале и го прават. Со скечовите, кој знае колку импровизации имало, така ли е? Многу. Нели? Многу, И многу ти испаднале импровизации. најубавите смешки. На Бубамарата верувам дека имало многу импровизации, така ли? Се не до случуваат толку, горе-доле, да. Има. Може и нема да верувате, Ранко знае. Нашите излекувања на Бубамара, рече кога сме доделувале награди, у 90% било тука на лице место нешто што ќе смисля нормално, ако не е песна или некој конкретно парче што сме го договарале предходно. Инаку на обраќањата, контактите со публиката у 99% се Ама, така. А затоа е интересно, бидејќи кога ќе видат големи луѓе, големи уметници, нели, вака импровизација, многу лесно е да излезе Бубе да докаже што, дали Зафир Хаџиманов ќе пее со Тоше или со ова. Се сеќаваме на милион други работи што биле спонтани и тие прават некоја друга гравура на целиот момент, значи на целата емоција. Поинаква магија. Да, значи мора да е све средено, а во меѓувреме ако остане нешто нели да се доправи, тоа е тоа што е она дополнително што се гледа. А сега сакам да кажам, Индира они стана европски шампиони и тогаш таа среќа кај луѓето што мислам тогаш да има 50 сали како Борис Трајковски ќе беа преполни, нели? Тогаш ја немаше И тоа што игравме во Кале Кале. беше. Ама затоа таа среќа на телевизија и луѓето што се збореше, значи тоа се збори. Затоа тие големи спортски успеси, посебно за ваков тим и играчи што беа тоа штука, дополнителна среќа даваат кај луѓето да се збори за спорт, за зборам некојаш и за концерт, за музика, за култура, ама тоа беа оние златни спортски денови и за навивање и за гордост во Да се надеваме дека ќе дојдат енергија, пак. дава надеж на Да, луѓето. се надеваме дека ќе дојдат Што пак. многу е поубаво да се збори за да се надеваме. Па Тешко они е не да се требаше да чекаат уопште, као сега што закажуваат пејачите втор, трет концерт. така. Требаше денеска тепаат, закажу одма втор, трет. Да, превери. Додека тепаш све
повторувај. Повторувај, да, цело време да Па нек се радuje народ, зашто? У еуфорија, у делириум. Ете така требаше. Добро, после сите освоени титули, све си доаѓате дома. Имате привилегии дома, сега да ти речат Љупчо, тебе, значи како носител на медаља, имаш одредени привилегии, па не Не, знам. Љупчо, тебе, може се само да ме речат, извинете, Љупчо, вие, ќе сакате ли да ми наполните вода? Ќе ми рече, жена ми, јас шишам, нема шанса, се сум носител на медал. Ето, значи дома пак си е истото, така ли? нормално. Така, Па да. нормално. Нормално дека најнормално. си е исто. Ништо? Нема да ти речат одмори малку рацете да ги поштедиш, не мора да миеш садови. Не, Толку ама топки мислам си дека кога ќе шутнала. дојдеме дома, дека сме ние, оние луѓе што не запозна и пред вредностите некој. Така. Дека сме едни и дека дома сме оние што сме, така да... Еднаш само сопругот мој, кога 97 годината, он викаше, госпоđо, ја плата да ми даваш. Зошто? Па јас сум секретарка твоја. Ја само, немаше мобилни телефони, ја само ви се јавувам, запишувам на која телевизија. Ке одиш, спуштам, може сега, не може. Денеска е незаплатена. Ја вика, не можам, така да... Добро, али то се убави работи. Личен асистент. Ти рече, овие што дома ве познаваат. Овие Биди дома сигурен дека многу не познаваат дома до пред некој време. Многу ретко не гледа. Да. Јас доживеав ситуација, син ми у еден момент да ми рече, збориме нешто, ја кажувам како сум одел да пазарам, и вика, кога си бил ти да пазараш? Па ја ти купував салама, стално овде, вика, ти салама немаш купен уживо. Верче, ти кога ја доби титулата, мис на Македонија, значи дома некако поинаку те гледа или очекуваше некој поинаку да те гледа и да те Не доживи? очекува. Ништо? Така кога поминуваш. Не очекував Не, ништо. ништо. Не. Ништо не. Добро. Ти кога ќе заврши бубамарат, кога се понапнати дома, пред бубамарат или од кога ќе заврши бубамарат? Пред. Како те третираат по дома? Те оставаат? Ме остава да спијам. Да спиеш, Да, тие 2 дена и толку е. После си продолжуваш понатака исто. Бидејќи уживањето е да бидеш, што е разликата меѓу голем спортиста, политичар или не знам, концерт. Бидејќи политичарот никогаш не е слободен. Секогаш има некој што му прави протокол, што му кажува кај да оди, значи не знае кај оди, а од друга страна има уште 10 луѓе обезбедување и не спие толку мирно, нели? А ако ќе се заврши вака некоја убава работа, зборам, дали за спорт може да има, мислам, ја после бубамара 2 дена не можам да спијам, бидејќи монтажа, има некој адреналин и слично, ама после уште 7 дена седиме во монтажа за да измонтираме све, аудио, тон, звук, Така да видео, видиме, да слично. видат и гледачите кои што не биле, Е, да. тогаш е уште поголем празникот, бидејќи гледаме нешто што сме го сонувале, што сме го смислувале, дека успева и дека знаеме дека тоа кој ќе зрачи на телевизија и во секоја куќа, Значи, во од прилика секоја 2 дом ќе биде месеци супер. тоа Па добро, имам привилегии дома, сега, ама тоа не се тие привилегии такви. Не сме да се каже. Значи, можеш да станеш у 8 саат, детето да го однесеш у градинка, после овој малиов да го испратиш до такмица, нели? Дома, татко ми, мајка ми, зашто живееме во иста куќа и за нив нешто да доеш доктор или лево десно се направи, а меѓу време па и нешто да завршиш ово околу сценаријава. Баш си привилегиран, да. Тие се и најубави обврски се домашните обврски, така да сите ги гледаме, но нормално оставаат за да завршиме тој ден, да се среди. Добро, значи имам сега поединечни прашања за сите. Ајде мене Значи ќе бидат брзи, ќе бидат брзи, значи Индира, слушај, Ај, брзо ај. кратко одговарај ми. Која е најголемата брзина со која си шутнала? Појма нема. Оу, тоа е многу бе. У наше време не се мереше толку. Тоа Ајде. немаме многу, знаеш зашо, пошто не се мери, значи. Не може го изберат. Не се гледаше тоа колку е брзо. Од која земја судиите се најголеми? Говор на Од омре за Данска. покај го. Од Данска. Од Данска, ќе ставам тит. Кои играчи се најгруби, а кои се најголеми глумци кога е во прашање игра на терен? Кои се најгруби? Јас со кого играв или... Да, па да. Па најгруба, то и додека уште играше Лилја Кнежевиќ од Србија, она беше најгруба. А фолиранти... Ајде Фаркаш од кога игравме финале Лиги шампиона. Она сакаше така малце да се фолира. Добро, и сега пази.
Гледај дали е говорна Говорна омраза. омраза. Не. Ајде. Дали заврши со Индира? Не, Не, уште, имам зато вика имам пазиш сега дали говорно. Не, дали е говорна омраза да пазиш. Јас имам едно прашање на крај. Ако ќе го додадем. Кој ќе бидеш кај А Индира? ја можам да кажам? Цел живот ме мачи тоа. Дај молим те нека праша. Не. Цел живот го мачи. Заврши си работа. Не, нека се помачи што Ајде, малце. Цел мачи живот се се уште. мачил, нека почекуше малце. Ајмо. Чекај. На кој играч или на судија ти е криво што не се му бапнала една? На Ања од Данска. Затоа што ме влечеше за позади дрез и така се понашаше како да е она звезда, ние од Балканот сме никој ништо. Така И ти не и баб на една. Не, ние сме културни и фини. Да. Ние ги победивме. Тоа беше. Победихме. Повели бу што те мачи. Ајде. Цел живот ме мачи. Зошто се вика десен бек, а шутира со лева рака? Ајде да Ми видиме. нема логика да ме утепаш, ми нема логика. Лево, Според Десно. тоа, според позицијата што ја држи на теренот. значи лево, десно. Добро. А ја, кога застанувам на десна страна, по-логично и по-нормално е да шутирам со лева рака. Добро, не, јас знам за тоа дека е. Не, па ете, лево, десно. Да. А второ полувреме? Како се свртам. Лево, десно. Добро. Дали ти е полесно сега? Уф, ме олесна да ти кажам. Добро. Заспие вече. Ова, дилема полувреме уште ми е Не, не, ама за второ полувреме само се вртам. На друга страна. Ја би сам цялата цела е брат. Добро, ми е олесно. Ајде Верче, ако не победеше ти таа 96-та година, која девојка би било добро да победи? Па ќе победеше, мислам, Аида. Добро. Беше прва придружничка. А травијата втора. Океј. Колку бил висок најнискиот дечко кој си го имала? Метар 78. Добро. Тоа е волко. Тоа е толку. Он си кој излегуваше Не, да, со гајба покажи. излегуваше. До кај ти беше Вера? Покажи. До кај ти беше дечко? Вера, прво то да им ради. Абе, какво ова праши до кај Па до кај е бил? Они биле дечко и девојка, не се мереле. Па до тука? Не. Не. Не бива Не. толку, па не сум Тоа е 30 тоа. сантима, Колку си па висока? колку си 185. Е, па многу е. Една глава. Па што е 7 сантиметри? Па добро. Океј, била добро. Океј. Била. 107 сантиметри. Добро, јас сега кога кажам, сватим што кажам. Ама И тој се зачитам. ама он тогаш летал, беше Мислам облаци дека бил нема тогаш. никој да примети, али мора он да се јави. А јас кога Знаеш ли- кажам, што е? Мониторинг. На све врши мониторинг. Знаеш ли зошто жените у Рикверц кога паркираат, стално ги подчукнуваат колите? Ги лажат мажи. Мажите ги лажат дека 15 сантима е волку. Добро. И Вера, во кое оделение порасна најмногу? А во 8. Колку порасна? 10 сантима. Уствари, на последователно 7 и 8 оделение, тогаш бевме 8 летка, не бев 9 летка како денеска. 7 и 8 секој лето по 10 сантима растев и после од прва средно до четврта средно по 1 сантим уште. А сега растеш ли уште? Не. Добро, доста ти. Доволно ми е мислам. Добро. Колку е помлада од мене, ја исто 8 оделение, 10 сантима пораснав. Мислам дека исто сме порастали, видиш. Ама она е помлада, не. Тоа е тоа. Добро. Не го прашувам. Ајде, ќе го прашувам. Ако те прогласа за почесен граѓанин на Неготино, ќе ја прифатиш титулата или не? Обавезно. И конечно ќе го реализирам оноа што е животен сон на секој кавадарченец, кој ќе види Олимпијадата у Кавадарци, Неготино да го направиме олимписко село. Добро. Што е разлика меѓу луѓе и човеци? Меѓу луѓе и човеци. Па човеците се од збор, а луѓето пшараат. Така, добро. Зошто се вика Не може да некој да му рече, кај нас човек има другачие значење. Добро. Повелете?
Зошто се вика мимоза, а не Славица, твојата капетна е сопруга? Затоа што ми личи на салата, ја обожавам. На салата мимоза. Добро. Кај ти се розевите тренерки? Розевите тренерки отиде у музеј. Ама музејот не можеме да го најдеме каде. У кој музеј ги фрлија. Добро. А и која скала на смешки или на хумор е појака? Еден бубо или еден тошо? Која е појака? По интензитет. Нели како што има земјотрес, нели има една Рихтерова и другата е така, која скала значи на хумор е појака? Еден бубо, односно скалата на бубо, 3 милиња. 3 милиња. 3 милиња. Миле Или паника. 3 миле. Добро, А одлично. најјако ти е 9 тројцата. Така ли? Добро. Ранко, за тебе. Која најдолга бубамара најкратко траела? Нема таква. Нема таква нека. Нема таква. Добро. Која била смешка најголема или која што цело време се раскажува, која се случила на бубамарата? Па, има многу, ама мислам дека најдобра беше со пензионерите, број 1, а втората смешка е Луи 14. Ла. Добро. Шеташ ли по болниците и така. Кој одбил да прими награда па си морал да смениш добитник? Или дали има таков? Па не, до сега нема некој што ја одбил, ама затоа како се вика, сме смениле нешто во сценарио, сме смениле дали таа песна да ја пее или тоа, иначе друго не смало. За среќа. Има ли добитник на кој ти е крива што си му дал златна бубамара на популарност? Не. Се е тоа проверено, добро, средено. Има. Виде како. Нема. Има. Баш не ги дава на академијата ги доделува. Он сама најавува манифестацијата. Се знае како да. Порано беше имаше на пример да кажеме кај нас академијата се зезаме со бубо, секогаш има 21 човек и после ја намалив на 17. Но едно време сакам секогаш да се менуваат секоја година да се различни луѓе, нели тие што на некој начин даваат совет, тие не се тие што одлучуваат. Но кога бевме помлади малце, лево десно, имаше една група која се запозна меѓу себе, јас сум тука, ја одлучувам и ми пуштаа како листови. И после видов дека одма почна да прават лоби групи слично, викам сега да ви кажам, вака нема напишување, него на разговор да се види, бидејќи да не иде преку името на бубамара или преку моето име или преку целата организација, некој да седи во сенка и да решава кој може да добие или да не добие, или да лобира, или да се нафрла, да седи во сенка и на некој начин да го зезне целата наша идеја и труд и тоа што сме сакале да направиме со Злата бубамара, така да на време сум ги тргнал, сум им направил Му поверувавме ли? на време да се среди. Дали му Мене е многу поверувавме? паметно, например, пример, кога ќе видиш дека многу луѓе више одлучуваат и со развојот и напливот на демократија, тоа се стеснува, полека ги елиминира. После доаѓа се централизира. Па ја будала су, па можеме и сам да ги дадам. Тоа е така. Така да кај мене остана пак на крај последен. Да. Така е. Слушај, Одиме- само Дотека секој може. Ајде. мора да воведе уште една оваква златна бубамара за издржливост. За тие што одат, ја оваа година еден едва го спречив, сакаше да дава оглас да изнајмувам хемиско веце на бубамара. Има луѓе кои не може да издржат дели скроз, па ние правиме и други чуда, но сепак оваа бубамара последнава траеше 4,5 часа, тоа значи дека се јави и Спилберг пред некој ден што вика Бубо, него Антонио Бардерас, мојот другар и Џордан. И вика, слушај, ке мене на филмови седат по 3 сата, 3:15, но ова на бубамара, која е работала што се издржува, вика, пластични се седиштата, ладно е. На пробата И чека дали стварно ова ќе заврши, зашто чека дали ќе заврши, стварно некои го чекаат и други. Прв пат кога се пресели бубамара у Борис Трајковски. во Метрополис, како се вика? Да, Метрополис, да. Бог да ја прости. На Па Метрополис не постои више, Да. Бог да ја прости. на пробата, дед ја не знае таму кај све се. Викам рако, абе што ќе правиме вечер бе? Зашо?
Ами нема WC тука овака, како нема бе, па ми кажа после кај се. Да, далеку беа, ама не е важно. Се снаоѓа. Далечку беа малку. Идеја, еве идеја. Далечку, кога ќе тргнеш во WC, поздравуваш со тие околу тебе. Ај здраво, ја чувам до WC, па ќе се видиме друг пат. Добро. Одиме на реклами да земеме душа малце, пошто умревме од смење. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Значи ги поминавме оние убави карактеристики кои што ги имаат луѓето кои што нели создаваат трајни вредности, а сега има и некои неубави карактеристики. Ајде да провериме само дали вие ги имате. Инаку знаете да си ги претворите, барем како што вика ова истражување, знаете да ги претворите во предности. Значи викаат дека луѓето кои што создаваат трајни вредности, значи не се совршени воопшто, имаат свои недостатоци или дали е имаат некој- нешто вишок. А дали е некој совршен? Некој Јас се мислам- смета себе си за совршен. Јас мислам дека нема. Ајде да прашам кој е недостатокот кој што го имате, свесни сте за него или па некој има нешто вишок, ама сте си го претвориле во предност. Има нешто такво, висината ти Гледам кај например. мене гледаш. Не гледа. За Бубо мислиш така? Ако мислиш за совршен, знам дека кај мене гледаш, еве тогаш ја ќе почнем. И покрај тоа што сум совршен, имам недостатоци, имам некои, например, вишок килограми имам. Така. Значи, ти речи имаш нешто и... Вишок, ама си го повеќе направил си, бе. предност. Тоа е, имам вишок килограм. Недостатоци, па имам. Например, ти ставате некој кој ќе... Слободно, да. По некој пат се качам, ама сам дома, пред огледало. Не пред луѓе. Тоа не е. Онака, за да добијам на самодовер. Дали треба многу работа или сепак Многу. е среќа? Значи работата е таа која што Посветеноста и страјноста. Апсолутно. со работа ли се да. стига? Па без работа не може да те приметат. Така. Мора да дојдеш на Затоа работно што место. сега, така, во сегашно време многу повеќе обрнуваат внимание на тоа да бидат сега видени, да бидат сега популарни, меѓутоа мислам дека не обрнуваат внимание на тоа Јас да не- работат Тоа за е да кратко, траат. мислам Ја- дека тоа е кратко, дека трае кратко. Така. Тие што се во моментот, jer ја мислам без труд и без работа дека не може ништо да трае, да има трајна вредност. Бар по мене, не знам. Разликата меѓу познат и популарен е огромна, а не би ги мешал тие термини. Зашто човек да е познат, тоа значи го препознаваат на улица, но за да си популарен, тоа треба да значи дека си направил нешто убаво, дека луѓето се воодушевени и слично. Значи вака сега. Од земи пари. Имате, значи, овде нешто да се напиете, нешто да си къснете. Сите ги добивате подароците, повелете. Ето така. Значи, Кенди ви даваат нешто да си къснете, пошто се изморивте, дурбевте во емисија. Така, значи да не ве праќам со празни раце. Барнер од новата колекција имаат очила за сонце. Ке ги проверите, ке ги видите дали добро ви стојат. Ете вака. Имам ваучери. Дали имате пасош македонски, извадивте ли со Северна? Уште Извадивте? прошла година. Да, добро, во окей. процедура не, во процедура. Во процедура ти е тебе, еве давам пасош од JK Travel, кога ќе си закажувате аранжман во нивната агенција, овдека имате попуст, еве. Ја имам и за источни, за запад, за За секој сите случај. ли? Добро. Осигурителен ваучер од Mintins, имате и ваучер од Ананас МК, значи со овој ваучер можете, ќе имате попуст на производ кој што вие ќе си го одберете. Сега им се актуелни и попустите на оние апарати за филтрација на вода, затоа што е многу битно, нели, да пиеме здрава вода и да бидеме здрави, сите ќе ги добиете. На крајот само да прашам, која институција или здружение ќе го носи твоето име? И сакаш да го носи твоето име, размислете и вие и затварам. Не, ја би сакал најмногу она што највише се Радио мене Бубомар. се радува да се креа. Чекај. Не, мислам дека далеку сум ја од тоа да се среди, но најголема среќа е да биде, да кажеме, за 20-30 години, нели, да има некој да дојде пред нашава куќа, нели, и да каже овдека се внуците на Ранко Бубамара беше, а ово испадна нешто друг, трет, четврти. Така мислам дека е поубаво. Тоа можеш и сам да си го организираш. Сам мислам дека е болje да се организирам. Направи си уште сега
Да. Направи суши сега една плоча Да. и че задуши, немој дома да го на некој друг задуши. Уште го. време да се знае. Да не ги потрошат парите После за 5-6 години стајте го во. Да. Така. Ја, например, на сите им викам, еве, јавно го кажам тоа. Сакам кој че ме нема еден ден, Така. не сакам да ме погребат, да ме однесат, да ме кремираат и никој нека не доđe по урна да ме зима. По пепелта. Не сакам ни да има обележен, ни кај се устаен, ни што се устаен. И сега, кога сакам некој да изнервирам, зашо ме така? Абе, ја мачам, викам сега на жив час да се избришам од историјата, не можам. Не па така му викам после. Кога сака некого да изнервира. Добро. Ама институција и издружение по тебе наречено? Па има, еве, Цацко... Татка, добро, ама тоа е по Цацко, не е по Љупчо. Па имавме ние една скечка и се договараат комитите кои ќе победат на Линденското восстание, кои викаат јас сакам школу да крстат по мене. Кој вика, бога ми, ја едно площад ќе сакам. А ја не сакам ништо. Пример, може да крстат некоја улица по мене, ама не мора да се вика Бубакаров или Цацко Конопишки. Пошто јас сум присталица улиците да не носат имиња на личности, него да се поброеви. Че избегнеме многу забуни и расправи од историски или не знам каков карактер. Ако бидат улиците, улица 5, број 165. Например, може некоја улица да ја крстат од 183 на 143. По килажата. Добро, Значи дошол од 183 до 143. Добро, ја мислам некој широк булевар да се вика Љупчо Или па Бубакаров. може група улици да ги крстат од 143 до 180. Добро. Вера? Па не знам, еве, кога веќе зборуваме. Така. Во моментов сега што размислував, може би некоја винарија, ете во виното да се... Може. И вино и љубов ми се допаѓа. Убаво звучи винарија Вера. Гледаш? Иначе ние именден имаме у исти ден Љубов, Вера и Надеж. Да, во септември. Трите черки на Света Софија. Да. Многу бев несречен како мал бидејќи немам именден. И кога разбрав дека имам именден, се препородив. Од тогаш ми тргна. Од тогаш медаљата. Одјави се. Ајде, ти не кажа што сакаш. Па спортско некое нешто така. Па, Спортско спортско дружение. што? Па што? Некоја спортска кладилница. Спортска сала, не кладилница. Се Не. се жегува. Ајде, што да крстат по неја? Си кажа она што сакате како да крстат. Ја имам еден предлог како ако завршивме со крстење. Завршивме готово да одиме. Сакам на Рамко да му предложам, пошто оние мисли наградата со трајни вредности, да воведе нова тајни вредности. За наредната не се знае зошто е награден, тајна вредност. Али важно добија бубамара. Па нека мислат бе овие малку, сите не ќе само мислат. се клештат, се смеат таму, убаво име кој се смеат. Нека мисли дома малку зашто добија овој награда за тајна вредност. Одговор на Ќе прашањето разгледаме во ќе академијата, разгледа, да во знаеме академијата, не писмено да можеме од поднесе. нас. Што ќе разгледаме јас Нека во остане тајна академијата? меѓу нас. Ви благодарам многу, ние можеме да продолжиме и понатаму. Да. Така да ете сега видовме зошто сте добитници на трајните вредности, оти ова не може да заврши. Трае. Слушај, вие одете, ја ќе си поседам уште малку. Да си поседиш, да. Оваа епизода немаше да биде возможна без нашите спонзори. Универзитетот Скопје, Newborn Clinic, zemipari.mk, Mintins осигурување, JK Travel, ananas.mk, Halk банка. Ги поздравувам и Барнер и Кенди. Се гледаме во следната недела.